Добре дојдовте на оваа свечена прослава на Меѓународниот ден на ромите. Денес ги славиме културата, традицијата и богатото наследство на ромската заедница. Ова е ден на почит и уважување на сите роми низ светот и во нашата земја Македонија. Вечерва ќе имаме прилика да уживаме во музика, танци и да слушаме важни пораки од нашите почитувани говорници. Ви благодариме што сте тука да го прославиме овој важен ден. На овој датум, во 1971 година, во Лондон се одржа првиот светски конгрес на ромите, историски момент во процесот на афирмација на ромскиот идентитет. Овој конгрес донесе значајни одлуки, како официјалното признавање на ромската нација, усвојувањето на ромското знаме, химната Джелем Джелем, користењето на терминот ром, заменувајќи ги термините низ историјата кои биле користени на навредлив начин и други одлуки. Rajalent hai rajonalent, šukaralenko akava utsavalo nišankiribe, taroromenkoro maškarđaniskoro dive. Avdive utsava keraje romane kedinakiri kultura, tradicija taj barvalo kustikipe. Akavasi dive, baši sajgija, taj džej beđanlipe, sajromenge kosumnal, taj amare puvjate, ki Makedonija. Ariat koveltumen šajdipe, te hošinamen šukar muzikaja, taj kelinaja, taj te šuna džanle mesažja, taramare sajdime lafikerutne. Овен са стесо сиена кате, те уцава кера, акава джанлодиве. Акале датата, комилја е њашел ефтавардешу јекто берш ко Лондон и кергјапе о авгоро менгоро сумналескоро конгреси, historikano моменти ко процеси тароро менгере идентитетескоро афирмирибе. Акава конгреси ангја джанле децизије, официјални кано ангигари бетари романи нација, романе бајрако скоро лелјарибе и химна Джелем Джелем, а у исте малкерибе о термини ром ко тантар авер термиња, која ко историјако ровакти, си не исти малкерде сар воги паги паскере, тај авере карактеристикен цар. Ве молам да станеме за едноминутно молчење во знак на почит на жртвите од немилиот настан во Кочани. Ругина е тументушта е кеда кикакере мудри паске, ко се јако росикавибе, е виктименге тариби мангли чипота, Кокочани. Слава им! Мудри пеленгере рухенге. За да ја започнеме оваа свеченост, ќе ја интонираме химната на Република Северна Македонија и химната Джелем Джелем. Тешура керакава уцавалипе, авгока инторинелпе и химната ри Република Утарали Македонија, а палалате и романи химна Джелем Джелем.
Почитувани, на оваа важна прослава ми представува чест да го поканам министерот без ресор задолжен за интеграција и имплементација на стратегијата за инклузија на ромите 2022-2030, доктор Шабан Салиу, да се обрати со поздравно слово. Sajdime, akale Gianle utsavali paste, kamavate akarafe ministere bizori suri da etvime baš integracija taj implementacija tari strategija baš i romengir inkluzija do imilja bišu do ito, do imilja taj triandato, doktor Šaban Saliju, te vakerel seljami keri baskerel afja. Почитувани присутни, дами и господа, драги пријатели, дозволете ми на почетокот од мојот говор да ги поздравам председателот на Собранието на Македонија, господинот Африм Гаши, председателот на владата на Македонија, професорот доктор Христијан Мицкоски, министрите, пратениците, представниците на дипломатскиот кор. Посебно сакам тука да го поздравам и амбасадорот на Индија, акредитиран за Република Бугарија и Република Македонија. Градоначалници, директори, представници на политичките партии и сите останати присутни пријатели оваа вечер. А на ромите да им го честитам 8 април, Меѓународниот ден на ромите во нашата држава Македонија, на Балканот и низ целиот свет. Им посакувам многу среќа, здравје и благодети. Денес на овој значаен ден одаваме почит на историјата, културата и придонесот на ромската заедница ширум светот. Познати како заборавените деца на Индија, ромите го одбележуваме 8 април како ден на своето единство, отпорност и борба за признавање. На овој датум, во 1971 година, во Лондон се одржа првиот светски конгрес на ромите, историски момент во процесот на афирмација на ромскиот идентитет. Овој конгрес донесе многу значајни одлуки, како официјалното признавање на ромската нација, усвојувањето на ромското знаме, химната Джелем Джелем и користење на терминот ром. 8 април се обележува како Меѓународен ден на ромите, ден на гордост, но и посетник за предизвиците со кои се соочува оваа заедница. Овој ден не е само повод за прослава на богатата ромска култура и традиција, туку и можност за длабока рефлексија за нашата заедничка одговорност, да градиме општество во кое секој граѓанин, без разлика на своето етничко потекло, има еднакви можности и перспективи. Инклузијата, еднаквоста и почитување на човековите права мора да бидат наши водечки принципи во создавањето на подобра иднина на сите. Како представник на ромската заедница, со гордост истакнувам дека ромите се народ со богата традиција, длабоки корени и непоколеблив дух. Тие пристигнаа во Европа и на Балканот, носејќи со себе песна, игра, уметност и уникатни занаечиски вештини. Од својата татковина Индија донеле богатство на знаење и таленти, докажувајќи се како изворни ковачи, занаечи, музичари и уметници. Во Северна Македонија, како и во многу други земји, ромите долго време беа исклучени од основните општествени структури, со ограничен пристап до квалитетно образование, здравствени услуги, вработувања и достоинствени услови за живот. Но покрај сите предизвици, не можеме да ги игнорираме храбрите и упорни напори на ромската заедница за зачувување на нејзиниот јазик, култура и традиција. Ниту пак напорите на нашата држава и меѓународната заедница, кои започнаа да ги препознаваат овие предизвици и да превземаат мерки за унапредување на положбата на ромите. Како министер задолжен за интеграција и имплементација на стратегијата за инклузија на ромите,
национален координатор за стратегијата и национална конта точка за меѓународно представување на ромите надвор од нашата држава, предложен од нашата влада, сметам и сакам да истакнам дека е постигнат значителен напредок, но патот до целосна интеграција еднаков е се уште долг. Особено, сакам да се заблагодарам на сегашната влада, предводена од председателот на владата професор доктор Христијан Мицковски, кој работи интензивно и посветено на подобрување на животните услови на ромската заедница преку различни аспекти. Образование. Продолжуваме со имплементација на програми за поддршка на ромските ученици со цел да се намали бројот на ученици кои не го завршуваат основното образование и да се овозможи поголем број на роми да завршат средно и високо образование. Програмите вклучуваат бесплатни учебници, наставни помагала и стипендии за ромските студенти, здравствена и социјална интеграција. Работиме на унапредување на пристапот до здравствени услуги преку мобилни здравствени екипи и информативни кампањи. Програмите за социјална заштита ќе продолжат да се насочуваат кон најсиромашните, најмаргинализираните групи во ромската заедница. Вработување. Иницијативите вклучуваат поддршка за младата ромска популација во вработување преку обуки, стажирање и потекнување на влез на роми во приватниот сектор и јавната администрација. Правна заштита и борба против дискриминацијата. Посветени сме на загарантирање на правата на ромите со акцент на заштита од дискриминација во сите сфери на животот, кој што се образованието, работните места, здравството и јавните услуги. Домување. Максимум се заложуваме за решавање на фундаменталното право од животна важност на ромите во поглед на обезбедување на секое семејство пристоен дом за живење со решавање на инфраструктурните потреби во општините каде што живеат. Нашата визија за иднината е јасна. Да обезбедиме целосна социјална и економска инклузија на ромите, да ја унапредиме нивната позиција во општеството и да се обезбеди дека секој ром ќе има еднакви можности за живот достоен за човечкото битие. Секое модерно и демократско општество се гради врз принципите на еднаквост, солидарност и меѓусебно почитување на луѓето. Денес, повеќе од кога било, треба да вложиме заеднички напори за да ги отстраниме бариерите што ја спречуваат целосната интеграција на ромската заедница. Во општество што се темели на знаење, труд и амбиција, се е возможно. Затоа, да продолжиме да работиме заедно, да градиме мостови на разбирање и соработка за доброто на сите нас. Верувам во сегашната влада, верувам во председателот на влада доктор Христијан Мицковски со душа и срце. Верувам во сите вас, дека како никогаш до сега ќе створиме услови и можности да помогнеме во интеграцијата на најсиромашната, најнеобразованата ромска заедница. Само заедно можеме да изградиме поправедно и поинклузивно општество. Од се срце ви благодарам. Нека ни е среќен 8 април, меѓународниот ден на ромите. Ви благодарам. Ви благодариме министер доктор Шабан Салију, а сега го повикувам заменик председателот на владата за односи меѓу заедниците, господин Иван Стоилковиќ, кој ќе го сподели своето мислење за значењето на овој ден. Акана карава и рандуте президенте Кираджи, башо релација машкаро Керина, Ерајо Иван Стоилковиќ, ковака улавел пиро гндипе, акаледи веске. Добро вечер. Господине Шабан Салију, присуството на скоро целиот државен врв укажува колку припадниците ромската заедница, колку припадниците на помалите етнички заедници се во фокус на новата влада избрана пред 9 месеци, која раководи професорот Христијан Мицковски. Честитам што успеа да обезбедиш присуство не само на скоро целиот државен врв, туку и на голем број представници на дипломатскиот корпус од нашата држава.
Денеска сме овде да го одбележиме 8 април, Меѓународниот ден на ромите, ден кој не е само символ на борбата на ромскиот народ за еднаквост, слобода и достоинство, туку и ден за сеќавање и ден за надеж. Ден посветен на подигнување на свеста за правата и културата на ромската заедница, но и потсетник дека секој граѓанин, без разлика на етничката или верска припадност, има еднаква можност да учествува, придонесува и напредува. Ромската заедница во Република Македонија е нераскилив дел од мозаикот што ја прави нашата земја толку богата и ширенолика, а ромите се нераскилив дел од македонското културно наследство. Таа е длабоко коренета во историјата и развојот на нашата земја, а незините членови секојдневно придонесуваат во различити сфери. Основната мисија на Министерството за односи меѓу заедниците е да гарантира заштита на правата на етничките заедници, унапредување на меѓуетничките односи и јакнење на културната кохезија во општеството, како и промоција на културните вредности, подигање на свеста за важноста и потребата од почитување на диверзитетите на културите и сите други изразувања. Ќе направиме се што е потребно за интеграцијата на сите заедници во македонското општество, да не биде само празна фраза, туку и предизвик кој преку континуирана работа, искрен диалог и вистинска волја ќе значат реализирање на визијата општество во кој никој не е невидлив. Министерството за односи меѓу заедниците останува силен поддржувач на ромската заедница и не само ромската, да биде слушната и вистински вклучена во донесувањето на одлуки. Сигурен сум дека таквите политики ќе ја потикнат севкупната интеграција во македонското општество, не само до ромската заедница, и дека тоа не значи асимилација, туку меѓусебно прифаќање, разбирање и заедничко градење на едината. И на крај би сакал да потенцирам, почита не е само обврска, таа е избор. Избор што секојдневно го правиме со нашите зборови, нашето однесување и нашите политики. А кога ќе го избереме поништувањето, го избираме и човечкото достоинство. Драги пријатели, 8 април, денот на ромската заедница, нека биде потсетник дека напредокот се мери не само со економски показатели, туку и по начинот на кој се однесуваме кон најранливите помеѓу нас. Нека ни биде поука дека различноста е сила, а не пречка, и дека биде мисла водилка во создавањето на општеството во кој секој поединец, без разлика на потекло, вера, се чувствува достоен, безбеден и равноправен. На сите роми во нашата држава и ширум целиот свет им го честитам 8 април, Меѓународниот ден на ромите. Ви посакувам здравје, успех и уште поголема афирмација на потенцијалите на ромската заедница. Благодарам. И им благодарам на министрите за нивните зборови. За крај, да ја затвориме оваа серија говори, го поканувам председателот на владата на Република Северна Македонија, професор доктор Христијан Мицкоски, да ја изнесе својата порака по повод Меѓународниот ден на ромите. Шукри кераја министеринге башоленгере лафја, која гор ките панда каја сесија лафикерива, а караве президенте ки Република утерали Македонија раджи е професор докторе Христијан Мицкоски, тева Кирил по месажи себе Пиеро Менгоро, Машкарџијане Скородиве. Почитувани представници на ромската заедница, представници на дипломатскиот кор, членови на владата, драги пријатели, со искрена почит и длабоко чувство на одговорност, денес ви се обраќам по повод 8 април, Меѓународниот ден на ромите. Овој ден има силна символика. Тоа е ден на сеќавање, на историја, на прогонот, на исклученоста, но и ден на достоинство, отпор и надеж. Тоа е ден кога не само што ја славиме ромската култура, туку и гласно зборуваме за неправдите со кои оваа заедница се соочувала и за заложбите кои ги преземаме како држава за да ги надминеме тие неправди. Ромите се составен дел од нашето општество. Тие не се малцинство, туку народ со богата традиција, со музика, со јазик, со историја, традиција, обичаи. Тие се наши сограѓани, соседи, пријатели, соработници и најважно од се, граѓани со иста вредност и достоинство како секој друг.
Но вистината е дека ромската заедница предолго живее на маргините. Да бидеме искрени, нееднаквоста е реална. Има системски бариери и превземаме одговорност да ги рушиме тие бариери, чекор по чекор, политика по политика, проект по проект. Образованието е клучот на инклузијата. Знаеме дека образованието е темелот на секое просперитетно општество. Затоа владата вложува во политики кои ќе обезбедат еднаков почеток за секое дете, без разлика на етничката или социјалната припадност. Образованието не е само учење факти, тоа е учење на самодоверба, тоа е пат до достоинство, тоа е мостот која носи секоја млада личност од маргините до центарот на општеството. За ромските деца, образованието не е само опција, тоа е надеж. Тоа е одговор на генерации неправда, на исклученост и заборав. Кога едно ромско дете ќе влезе во училница, тоа е чин на отпор. Кога дипломира, тоа е победа на правдата. Владата затоа ја стави еднаквоста во образованието како приоритет. Како што рекол Нелсон Мандела, образованието е најмоќното оружје со кое можете да го промените светот. Јас ќе додадам и да го промениме животот на секое ромско дете. Тоа дете може да биде токму од Шуто Оризари, Тетово, Битола, Кочани и од другите краеви на Македонија. Тоа дете може да биде идниот лекар, архитект, уметник, пратеник или премиер. Да не дозволиме ниту едно дете да биде оставено зад нас. Да не дозволиме сиромаштијата да ја победи шансата. Да вложуваме сега, затоа што секој образован млад човек денес е лидер, доктор, инженер или учител утре. Да им дадеме крила, тие веќе имаат сила. Да го отвориме патот, тие веќе имаат соништа. Вработување од интеграција до еднаква економска шанса. Работиме интензивно на вклучување на ромите во пазарот на трудот преку активни мерки за вработување во соработка со Агенцијата за вработување, специјално насочени кон младите роми и жените. Обуки за занаетчиство и дигитални вештини, како и можности за самовработување преку грантови и менторство. Во периодот од 2023 заклучно со денес, повеќе од 1000 роми добиле работен ангажман или почнале собствен бизнис. Поддржуваме реновирање на кровови, канализацијска мрежа, пристапи до вода и струја во Шуто Оризари, Битола, Кочани, Делчево и други општини. Се градат нови социјални станови. Секое семејство заслужува дом, не импровизации, туку вистински, безбеден, достоинствен дом. Знаеме дека интеграцијата не е целосна без глас и учество. Затоа го охрабруваме политичкото организирање и застапеноста на ромите во локалната и централната власт. Поддржуваме ромски граѓански организации, културни манифестации и учество во јавни дебати. Во собранието, во владата, во институциите, местото на ромите мора да биде достапно и признато. Како што еднашка рече Ангела Меркел, ниту една демократија не е комплетна, додека сите гласови не се слушнати, особено оние што предолго биле замолчени. Почитувани пријатели, нашата визија не е ромите да бидат толерирани или вклучени, туку ромите да бидат рамноправни граѓани со иста моќ да одлучуваат, создаваат, сонуваат и живеат достоинствено. Затоа денес не е само ден на одбележување, туку ден на отчет. Ден кога повторно го обновуваме нашиот завет, дека нема да има напредок
без еднаквост, дека нема слобода без правда, дека нема развој без вклученост на сите. Градиме Македонија како држава за сите, за секое дете, секое семејство, секој човек, без разлика на етничка, верска или социјална припадност. Честит нека е 8 април, Меѓународниот ден на ромите, да живее достоинството, да живее различноста, да живее заедништвото. Ви благодарам. Им благодарам на нашите говорници за нивните инспиративни зборови. А сега на сцената ги повикувам нашата музичка група Велики народни оркестар, Ненада Милановича Пегија и културно-уметничкото друштво Дукати да ја изведат прекрасната ромска музика која ќе ја збогати оваа вечер. Уживајте. Шукри кераја Марила Фикерутненге, башоленгер инспирација Керелафија. Аканаки сцена, акараја, амаре музикане група, обароджија нескоро оркестари Тароненат Миланович Пегија, та е културакор артескоро Керипе Дукат, те си кавелпе лаче романе музикаја, колаја кабарвар керен акајарат. Мангајату менге шужо вактескоро накибе. Roma
обешавале, во имање опралите, тебе јангол од небото. А што не ромале, мора ки ја обеша, магарена опралите, амаро. А што не ромале, мора ки ја обеша, магарена опралите, амаро. Che mano vuoi scialle romengue, rollar a mare di ve.
Parisci Custafi, Casinovi Fraterzi. Romano te
tuya que la batalla más de tu ave. Tú que
Поштовани, повикуваме Министерок без ресор задолжен за интеграција и имплементација на стратегијама за инклузија на ромите. Доктор Шабан Салму. Салиу. Извинјавам се. Хвала вам још едном. Им благодарам на сите што ја направија оваа вечер толку посебна. Се надевам дека вечерва ќе ја паметите како едно убаво искуство и како поттик за понатамошно почитување и разбирање на ромската култура и традиција. Како завршница на вечерашнава прослава, ве поканувам да уживате во коктелот и да продолжите со неформално дружење. Ви благодарам за вниманието. Шукри кераја сариненге, кола кергеа кајара те овел улав дестелачи. Пакјаја каја калера кјака и керенки годи, сариекла чоджандипе, тај мотивација баши понадарутно сајдипе, тај халјови бетари романи култура, тај традиција. Сарагори петар ајратут ноусава керибе, а караватумен ко коктели, тајте джан понодорик би формалникане амали паја. Овен са сте баши сама.